Почитувани медиуми, почитувани граѓани. 100 дена Шилегов е еднакво на 100 дена лаги. Неработење и партизација на администрацијата и на јавните предпријатија на град Скопје. Тоа се загубени 100 дена. На Скопје му престојат години на тешка агонија и силен популизам. Во првите 100 дена Петре Шилегов не почна со реализација на ниту еден капитален проект за градот Скопје. Прво ветуваа чист воздух, веднаш штом дојдат на власт, а Скопје го направија најзагаден град во светот. Повторувам, градот Скопје е меѓу првите 5 најзагадени градови во светот. Викаа дека имаат студија, а дури сега најавија дека таа ќе почне да се изработува. Нема ниту една нова мерка за загадениот воздух, а единствената најава за борба против загадувачи беше онаа против коледарските огнови. При тоа го промовираа бројот 193 како нова мерка или како порано 93 на кој се пријавуваа пожари со децении. Најголемата работа по која ќе се памети Шилегов во неговите први 100 дена е обидот низ мала врата да донесе поскапување на цената на вода на скопјани за над 30%. Во опозиција бараа 30% пониска цена на вода, но при тоа побрзаа и во првите 100 дена сакаа да се поскапи за над 30%. Под притисок на јавноста, водата не поскапи. Но знаејќи го него, оваа серија и најверојатно ќе има уште продолжение. Нема ништо ново и од најавите за зелено Скопје. Нема ниту еден зелен парк. Нема ниту еден зелен корнер, ниту пак обнова на некој од постојните. Нема ниту еден метар квадратен зелена површина. 250.000 засадени дрва од Трајановски, СДСМ ги броеше. И не ги броеше, а сега 615 садници и најавените 4.000 на пролет ќе биле голема акција за зазеленување на градот. Да подсетиме, само минатата есен во Скопје од страна на Трајановски беа насадени 5.000 садници. Најголемата генералка на Скопје, како што си ја нарекуваат, е неуспешна акција за чистење на Скопје. После оваа акција ниту Скопје е исчистено, ниту пак има подобрување на хигиената. Скопје и никогаш не бил толку нечист како овие 100 дена. Ова е само една лоша копија на добар проект од изминатите 8 години. За 100 дена Шилегов ги партизира јавните предпријатија и културните институции со 138 партиски војници во управни и надзорни одбори. Го вклучи и целиот негов кабинет. Груба партизација се врши и во администрацијата со вработување на десетици партиски и шарени активисти. Ги вработи шарените револуционери Никола Наумовски како шеф на кабинет и Владко Васил како пиар. Од 100 дена лаги и неспособност, сакам да ви го издвоиме следното. Од 100 дена, 25 дена, Шилегов шеташе во Љубљана, Тирана, Загреб, а беше и на ракомет во Загреб со парите на скопјани. Го ослободиле водно од возила, а паркинзите за викенд се полни со возила, за на крај да кажат дека за тоа било надлежно МВР. Прва партизанска оружарница во Скопје, во Меморијалниот музеј на кејот на Вардар, изградба на пречистителни станици за третман на отпадни води, лев и десен фекален колектор, субвенции за набавка на печки за пелети, субвенции за велосипеди, со кои се фали Шилегов, се проекти кои ги остави неговиот претходник. Изградбата на велопатеки е исто така проект на Трајановски, кој Шилегов добро е што го продолжи. Го отворија новиот објект на противпожарна станица на Ѓорче Петров,
кој го изгради ВМРО ДПМН заедно со коалицијата. Ги забрани бадникарските огнови низ Скопје. Сакаше да забрани влез на возила од други градови во Скопје. Идеја која и се уште не ја напуштил. За работа, за проекти и за оној кој е посветен кон својата функција. 100 дена се повеќе од доволен период да се направат дела кои ќе бидат значајни за граѓаните. Само за споредба, во првите 100 дена, од првиот мандат на неговиот претходник Трајановски, се отпочна со процедури за многу капитални проекти. Како пример, асфалтиране булеварот Гоце Делчев, од зградата на Македонската радиотелевизија до Скопски саем, процедури за проширување и доградба на булеварот Србија. Се заврши идејниот проект и програма за реализација и за проширување на булеварот Теодосиј Гологанов. Се заврши проектот за градба на булеварот Македонска војска. Се изработи проект за улица Благоја Стефковски. Почна подготовка на јавна набавка на проект за спојување на булевар Христијан Тодоровски Карпуш со обиколницата. Се почна постапка за реализирање на жичарницата на Водно. Се почна со изградба на пешачки патеки од двете страни на Вардар и многу други проекти. Се почна изградба на главниот фекален колектор од Инџиково до Вардар за потребите на 40.000 жители. Се доби нов лик на градскиот парк и друго. За тоа што направи Трајановски за првите 100 дена, сведочи токму овој очет, 100 дена за Скопје. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ова беа првите 100 дена за време на владењето на ВМРО ДПМН со коалицијата и претходниот градоначалник Гоце Трајановски. Ви благодарам.